Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Со кои проекти Прилеп аплицираше за унгарскиот кредит од 250 милиони евра за развој на општините. Утре в сабота во Прилеп во 12 часот и 30 минути во кафе галерија Лувар ќе се организира проектот Добри гости, серија книжевни гостувања на автори од Скопје. Победа веќе ги започна подготовките за пролетниот дел во втората лига, кој започнува на 15 февруари. Одигран е и првиот контролен надпревар. Уапсени кратци во Прилеп ограбиле паркирано возило, украденото вратено на сопственикот. Времето денеска сончево со минусни утрински температури и со плюс 7 степени Целзиусови максимална температура во Прилеп. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Со кои проекти Општина Прилеп аплицираше за добивање средства од унгарскиот кредит кој тежи 250 милиони евра за развој на општините во Македонија. Во очекување на вториот дел од траншата од вкупно предвидените 250 милиони евра кои ќе се дели по исклучително поволни услови, локалната власт во општина Прилеп веќе ги финализира постапките за реализација на проектите. Еден од тие проекти е и кружниот кај Табана, за кој веќе е објавен тендер за негова изградба, а јавната напавка ќе трае до 10 февруари 2025 година, до кога заинтересираните изведувачи ќе треба да ги поднесат своите понуди. Од овие средства планирани се и изградба на дел од улицата Победа од крстосницата со улица Александар Македонски до крстосницата со улица Павел Шатев и реконструкција на постоечки водоводни линии во централното градско подрачје. Веќе во првата недела од февруари се очекува да биде распишан и вториот јавен повик за општините да можат да ги искористат вкупно предвидените 250 милиони евра од унгарскиот кредит. Утре сабота во кафе галеријата Лувар ќе биде организиран проектот Добри гости, серија книжевни гостувања на автори. Серијата Добри гости се состои од читање поезија и проза, емитување поетски и други краткометражни филмови поврзани со литературата, разговори со автори, со издавачи, разни трибини, книжевни промоции, работилници и слично. Проектот досега се одржа во повеќе градови во Македонија. Па јас би ги споменала имињата на учесниците, затоа што верувам дека така ќе ги привлечеме луѓето да дојдат и да ги слушнат и да ги видат авторите кои што можеби ги познаваат, можеби сакаат да ги запознаат. Имено Нина Насеска ќе чита, Славчо Ковиловски, Андреја Ласади, Никола Дуковски, Игор Трпчевски, Звонко Димовски, Оливера Андоновска, Марија Ангеловска, Андреј Медиќ Лазаревски,
ти Филип Димковски, Петар Петрески, Викторија Ангеловска, Габриела Стојановска-Станоеска, Сузана Георгиевска, Лина Димовска, Елена Јандреовски, се извинувам, тешко презиме, Андријана Дуковска, Ели Лучевска и јас. Така што мислам дека ќе бидеме многу убава екипа и дека ќе биде весело. То можам да го ветам затоа што знам дека на сите добри гости си поминуваме одлично во многу убава атмосфера, на дружба, на пријателство, на запознавање и се надевам дека ќе има што повеќе луѓе за заедно да го споделиме ова искуство. Од полицискиот билтен. Уапсен крадец во Прилеп ограбил паркирано возило, но украденото му било вратено на собственикот. Во 1 час од пополноќ на улицата Тризла во Прилеп, полициските службеници од Прилеп го лишиле од слобода 42 годишниот ЕА од Прилеп поради сомневање дека извршил грабеж од паркирано возило на улица Рам Полевката во Прилеп. Тој со употреба на сила одзел предмети од паркиран автомобил. Одземането е вратено на собственикот, а по документирање на настанот против ЕА ќе следува соодветна пријава, се вели во билтенот на Министерството за внатрешни работи. Победа веќе ги започна подготовките за пролетниот дел во втората лига. Пролетниот дел во втората лига започнува на 15 февруари. Победа одигра еден контролен надпревар со Охрид, а стручниот штаб најави можни дуели натаму со Шкендија, Пелистер, Вардар, а не е исклучено да има и тест меч и со странски тим. Што се однесува до играчкиот кадар, веќе има неколку нови имиња во Победа кои се земени од други клубови и кои ќе го подобрат одбранбениот и офанзивниот дел од играта. Временска прогноза. Утринските температури денеска се движеа од -4 до 0 степени, а максималната достигна до 7 степен. Во наредните денови продолжува период на стабилно и релативно топло време, особено на повисоките места и на планините, поради што снежната покривка и понатаму ќе се намалува. Од Управата за хидрометеоролошки работи соопштија дека на Попова шапка има снежна покривка од 44 см, во Крушево 18, а во Битола 11. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.